civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како што самиот рече, кога станува збор за законските рамки или она што веќе е во собрание, меѓутоа се чека на гласање. Зашто всушност зборува господинот Нурудини, за каков закон се работи и дали и вие сте оптимист во врска со тоа како ќе помине законот на собрание и кога можеме да очекуваме гласање и негово имплементирање? И јас го споделувам истото мислење со господинот Нуредини и јас сум оптимист дека законското решение ќе добие поддршка од сите претеници во парламентот, затоа што станува збор за законско решение кое ќе обезбеди заем од Европската банка за обнова и развој, со кој ќе може да се отпочне изградба на регионалните депонии на територијата во нашата држава. Според моите сознанија во парламентот постои една зелена група во која учествуваат претеници од разни политички партии и од тие што се на власт и од тие што се во опозиција и јас искрено се надевам дека од сите ќе ја добиеме поддршката. Што се однесува до управувањето со отпадот на национално ниво во изминатиот период, Министерството за животна средина и просторно планирање донесе 6 законски акти во сферата на управување со отпадот и тие добија поддршка од мнозинството претеници во парламентот. И со овие законски решенија воведуваме нов процес за циркуларна економија или искористување на отпадот како суровина. Така да јас се надевам дека и овој пат ќе добиеме поддршката од претениците. Рековте дека самиот закон за заем опфаќа регионални депонии, 5 ако не се лажам. За каков вид на отпад се работи? Значи, што ќе се депонира на некој начин и што ќе иде понатаму во рециклирање, во фаза на рециклирање? Се работи за 5 регионални депонии, затоа што за североисточниот и источниот регион веќе сме во некоја понапредна фаза. Таму се обезбедени средства од ИПА-2 програмата. За овој заем станува збор за изградба на регионални депонии во југоисточниот, југозападниот регион, во Пелагонискиот, Вардарскиот регион и во Полошкиот регион. И јас се надевам дека ќе добиеме поддршка од општините, затоа што сметам дека мора да има блиска соработка помеѓу централната и локалната власт во однос на изградбата на регионалните депонии. Сметам дека конечно треба да се тргне таа перцепција дека регионалните депонии изгледаат или би биле налик на дивите депонии што ги имаме денес. Регионалните депонии треба да представуваат еден систем, одржлив систем за управување со отпадот, кој треба да го реши расфрланиот отпад што го среќаваме наоколу. Така да, мислам дека блиската соработка помеѓу општините и централната власт треба да даде резултат. Во оваа прилика би сакала да споменам дека согласно законските акти општините имаат обврски за управување со отпадот и ако на седницата на Совет даде согласност владата или да им помогне во креирањето на овие регионални системи за управување со отпад, тоа не ги ослободува од законските обврски за постапување со отпадот на локално ниво. Ние кога ќе се изградат овие регионални системи за управување со отпад и понатаму општините имаат обврска да управуваат со нив. Така да мислам дека во периодот што следи треба интензивно да се работи на зајакнување на капацитетите на општините за да можеме да ги спроведеме законските решенија кои се донесени или од мнозинството поддршка од мнозинството претеници во парламент. Воопшто не е лесно да се променат навиките на граѓаните. И јас ги поддржувам сите поединечни иницијативи и акции за собирање на отпад. И тоа е добро и треба да ги има. Но уште поважно е да се воспостави системот да функционира. Големата количина на собран отпад во одредена акција не покажува нешто позитивно. Тоа покажува дека има слабост, дека нема систем кој што функционира. Затоа е важно
општините, откако ќе се исчистат локациите, да им се даде намена или нова содржина на просторот, за да тие повторно не прераснуваат во диви депонии. Затоа што тоа многу често е случај. Еден исчистен простор, граѓаните се навикнати на истата локација да ја остават, нема нова намена на просторот и повторно прераснува во дива депонија и ѓубриште. Сметам дека во периодот што следи мора да се зајакнат капацитетите на општините за да се спроведуваат законите што ги носиме. Во 2021 година, со помош на секторот за соработка со единиците на локалната самоуправа и поддршка на Министерството за локална самоуправа и МИОА, спроведовме една иницијатива која правеше надзор над работата на неколку општини во нашата земја. И при тоа утврдивме, впрочем и господинот што го кажа, дека дел од општините немаат кадар што може да ги спроведува законите кои ги носиме. Минатата година, на почетокот на оваа година го донесовме и Законот за инспекцијски надзор во животната средина, согласно кој секоја општина мора да има инспектор за животна средина или општините кои што немаат да склучат договор за меѓуопштинска соработка, за да може да се грижат за проблемите околу животната средина. Така да јас мислам на национално ниво дека работиме на стратегија за управување со отпадот. Оваа есен треба да почне изработката на нова стратегија за управување со отпадот, донесен е план за управување со отпадот со важност од 2021 до 2031 година. Донесени се регионални планови за управување со отпадот. Мислам дека мора да се поработи на зајакнување на капацитетите на општините и да се зајакне соработката со колективните постапувачи со отпад на општинско ниво. Повторно, отпадот треба да почнеме да го гледаме како ресурс, а новите 6 закони кои ги донесовме минатата година го дозволуваат тоа. Дали тие закони ги опфаќате освен комуналниот и отпадот за кој што зборуваше претежно градежни материјали, интегрираниот отпад, опфаќа и други видови на отпад, не знам, медицински отпад, електронски отпад, кабелски отпад и така натаму, и дали имаме еве да речеме складишта на тоа, дали е тоа на државно ниво се складира тој отпад или пак за тоа се одговорни самите општини? Општините имаат обврска да назначат локации на кои би се одложувале посебните текови на отпад. Минатата година донесовме и закони за посебни текови на отпад, закон за отпад од електронска опрема, закон за отпад од батерии, закон за отпад од пакување и така натаму. Така да мора да постои тесна соработка помеѓу сите чинители во процесот, затоа што ако една од алките не функционира, тогаш нема де факто резултат. Не би сакала да кажам дека само општините се виновни за тоа. Тие, јас се надевам дека ќе работат по препораките на владата да ги зајакнат своите капацитети, меѓутоа треба да има соработка и со колективните постапувачи со отпад и да го видиме отпадот искористен како ресурс. Сметам дека постои отпор кон изградбата на регионалните центри за управување со отпад, затоа што граѓаните имаат перцепција дека станува збор за места кои утре ќе прераснат во диви депонии, практично дивите депонии или нестандардните депонии што ги имаме насекаде околу нас. Регионалниот систем за управување со отпад треба да воспостави ред. При изборот на локацијата се внимава и на економската исплатливост и оддалеченоста на одделните општини до самото место, до претоварните станици каде што се предвидува префрлање на отпадот. Така да јас сметам дека е неопходно час побрзо да се воспостави тој регионален систем за управување со отпад. Иако законот го дозволува тоа, досега Министерството за животна средина и просторно планирање и нема одземано ингеренциите на ниту еден градоначалник за постапување со отпадот, но доколку бидеме во таква ситуација, не смееме да дозволиме
изградбата на еден ваков регионален систем да зависи од еден човек или од една личност, која што е 4 години, а станува збор за долгогодишно управување со отпадот. Иако би сакала да потенцирам дека паралелно со изградбата на регионалните санитарни депони, ние мораме отпадот да го гледаме како суровина, затоа што ние практично не можеме да најдеме толкова површина да депонираме толкави количини на отпад колку што можеме нели да изфрлиме. Затоа отпадот мора да го гледаме како ресурс. Дали има интерес, веќе навлеговме во циркуларна економија, дали постои интерес или отпорност кон ваквиот начин на размислување, односно користење на отпадот како ресурс и тоа користење од самите оние кои што и го произведуваат? Постои посебно интерес. во прехрамбената индустрија, не знам овие што се тешките индустрии и така натаму. Постои интерес, меѓутоа сметам дека треба да се подобри соработката и на општинско ниво, заедно со колективните постапувачи со отпад, за да можеме да се вклучат да се користи отпадот практично како ресурс. Минатата година кога се донесе законското решение, Законот за управување со отпад, практично со предлог амандман на претедничката Маја Морачен беше забранет увоз на отпад од странство кој во нашата земја би бил користен како енергенс, што е позитивно, затоа што ние мораме да размислуваме отпадот што го имаме кај нас го вклучиме како производ. Меѓутоа морам да кажам дека податоците кои што ги имаме не одговараат на реалните состојби. Мислам дека треба да се поработи на подобра евиденција на количините на отпад кои се рециклираат или кои повторно се употребуваат. А што се однесува до подзаконските акти кои ги спомна господинот, кои треба да произлезат од законите кои ги донесовме минатата година, досега Министерството има изработено некаде околу 2/3 од тие подзаконски акти, но се работи. Ки треба да се бараат мислење и од други институции, така да не би зборувала за колку правилници станува збор. Голем дел од процедурите би биле допрецизирани, дообјаснети. Министерството за животна средина и просторно планирање е отворено за соработка со општините и јас ги молам сите општини, упатувам апел да се обратат до нас доколку имаат било каков предлог, да можеме заеднички да донесеме добри и применливи правилници, нели применливи во пракса. Како вие би оцениле еколошката свест на граѓаните? Колку постои свесност кај нив со оглед на тоа дека постојано, посебно по социјалните медиуми, социјалните мрежи, се појавуваат слики со полни контейнери неизнесено ѓубре. Зборам за она најосновното тука, нели, да тркнеме со оглед на тоа дека ние сме тие кои што го создаваме отпадот и треба да бидеме одговорни за него, а сепак некако ги обвинуваме сите други, обвинуваме комунална хигиена, обвинуваме општината, државата и така натаму, со изговорот дека ние не сакаме, туку ете вие нели не ни овозможувате. А кога ќе се овозможи, има и такви примери, затоа и го влекувам ова, тогаш не се води грижа за истите тие контейнери, да речеме, за рециклажа и така натаму. Како да го надминува таа комуникација со граѓаните, таа основна комуникација? Сметам дека нашите граѓани се свесни, затоа што и мене како човек ми смета кога ќе видам неуреден простор околу местото во кое живеам, на пример. Предпоставувам на секого од нас тоа му смета и кога нешто зависи од нас, треба да внимаваме нели каков пример ние лично самите оставаме. Граѓанските здруженија се доста гласни по оваа тема и ако мене ме прашувате, тие помагаат за подобро спроведување на зелените политики или барем да се слушне повеќе гласот. И мене ми е драго што за овие прашања се почесто разговараме и вака во меѓуизборни периоди, не само во период на избори. Значи животната средина е стил на живење, не е само политика. И треба да мислам дека граѓаните се свесни и знаат што бараат. Како институција носиме стратегии и планови
закони и очекуваме законските решенија да се спроведуваат во пракса. Општините мора да ги зајакнат капацитетите, да вработуваат или да назначуваат луѓе кои работат на проблеми или прашања поврзани со заштита на животната средина. Вие не можете да очекувате одредени проблеми да се надминат ако немате кадар кој што ќе работи на тие прашања. Затоа апелирам да се обратите до Министерство за информатичко општество и администрација, до нашата институција, до секторот за соработка со единиците на локалната самоуправа, за да формираат по големите општини сектори, по малите општини да формираат одделенија кои што ќе работат на проблемите, одделенија за животна средина. Сега во многу општини животната средина е поврзана или заедно со комунален сектор или со урбанизмот се случува. Значи потребно е да има одделенија или сектори за поголемите општини, зборувам, што ќе работат на прашањата поврзани со животната средина. Ние сме тука да соработуваме и уште еднаш би сакала да потенцирам добро е да носиме законски решенија, уште подобро е да ги спроведуваме во пракса. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.